Да, се враќаме во студиото, минути за третиот разговор. Верувам исто толку интересен како претходните два, сајбер заканите кои што стануваат се почести и пософистицирани, а институциите, компаниите и граѓаните практично се соочуваат со нови ризици во дигиталниот простор. Како да се препознаат овие ризици и како да се надминат, разговараме со мојата денешна гостинка Љубица Пендаровска-Крстевска, експертка за сајбер безбедност и председателка и основачка на Women for Cyber Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. На самиот почеток во најавата реков дека сајбер заканите стануваат се пософистицирани, имајќи во предвид дека се повеќе се користат дигитални алатки, дека се повеќе сакаме поради брзиот начин на живот да бидеме во тек со сите информации. Меѓутоа, може ли накусо да објасниме што всушност значи сајбер безбедноста и зошто е важна денеска? Па еве ќе се надоврзам и на муабетот што го имавте со претходниот гостин во однос на системот за влез во ЕУ, например, и тоа е прашање што и тоа како е врзано со со заштитата на податоците. Меѓутоа, секогаш заштитата на податоците треба да гледаме всушност како дел од токму од сајбер безбедноста. Бидејќи сајбер безбедноста ја подразбира ништо друго туку размената на податоци и информации во еден поинаков дигитален свет. Значи, севкупната електронска комуникација всушност е дел од сајбер безбедноста. Значи, буквално сите средства преку кои што ние електронски разменуваме податоци, информации од различни профили, веб страници, системи за обезбедување услуги, плаќање и така натаму, се е тоа дел од тој дигитален свет и во тој дигитален свет мора да сватиме дека податокот, односно информацијата е главниот капитал. Затоа што тоа е она што обезбедува најголемата вредност доколку, да речеме, тој податок биде украден. Во таа смисла, сајбер безбедноста подразбира мерки, пред се подразбира регулатива, значи секогаш почнуваме од регулативата, потоа подразбира конкретни мерки преку кои што таа регулатива ќе се спроведе во пракса, а се со цел да се гарантира дека податокот кој што тргнал од точка А ќе стигне безбедно до точка Б, при тоа нема да има во меѓувреме на патот од точка А до точка Б несакани действија, односно кражба на податоци, злоупотреба на податоци, исчезнување на податоци, пренасочување на податоците до друг примател, наместо да стигнат до оној до кој што податоците требале да стигнат. И сајбер безбедноста во таа смисла подразбира првенствено активност на државата, бидејќи државата е онаа прва брана која што вели да, ние сега преку регулативата пред се ќе обезбедиме, ќе утврдиме какви стандарди треба да се исполнуваат во однос на размената на информации, обезбедувањето дигитални услуги, потоа ќе утврдиме значи казнени мерки секако, што во случај ако дојде до повреда на податоците и така натаму кражба или било каков вид на несакани действија. И на крајот, тој сегмент се значи станува дел од општественото живење, бидејќи тука општеството е она кое што треба заедно со државата, заедно со образованието секако, разни форми на образование, да допринесе кон зголемување на нивото на свесност, бидејќи секогаш велам, свесноста и активностите за подигнување на свесноста што значат моите лични податоци, она што за мене треба да биде првенствено важно. И на крај доаѓаме до поединецот, бидејќи сите ние сме дел од мрежата на сајбер безбедноста. Јас би рекла дека сме првата и последната точка, затоа што првата, јас сум, ако што споделувам на социјалните мрежи, е моја работа. Јас сум првата точка. Еднаш споделена информација останува во тој дигитален простор. Така да сите ние сме чинители, значи накратко сајбер безбедноста се всушност мерки, процедури и начини преку кои што ќе се обезбеди податоците да патуваат од дестинација А до дестинација Б безбедно и да се користат всушност за целите за кои што тие се наменети. Го споменавте и поединецот, споменавте институциите и државата како еден цел систем кој што мора да функционира. Меѓутоа, дали и кои се најчести сајбер закани, да ги речеме, опасности кои што постојат и колку граѓаните како индивидуи се свесни за сето тоа, особено како што споменавте и претходно во лесно, да ги кажам, давање на информации во тој дигитален простор.
Морам да напоменам дека и статистички погледнато од некаде 2022 година значително е зголемен бројот на разни видови сајбер закани. И сега последниве, да речеме, ајде 2 години кога многу повеќе се зборува и за вештачката интелигенција и за алатките, користењето на алатки за вештачка интелигенција, дали за истражувања, дали за работење за приватни цели и така натаму, тоа уште повеќе зголемува изложеноста на тој сајбер простор и на податоците на различни видови закани. Почнувајќи, да речеме, од фишинг заканите, кои што се најчесто присутни, потоа до, ако се работи за државни институции, ransomware нападите, каде што подзакана дека податоците со кои што располага, да речеме, државната институција ќе бидат обелоденати, односно ќе бидат, државата нема да може да ги користи, ќе се користат за поинакви цели, па се до spyware и така натаму. Можам да кажам дека граѓаните во известна смисла се свесни, меѓутоа зависи за кој дел. Еве што мислам кога го велам тоа. Мислам дека свесноста кај граѓаните е малку поголема кога се работи, да речеме, за користење на нивните податоци или фотографии за на социјалните мрежи, бидејќи за тамо некој цело време се зборува дека да, тамо треба да внимавате, се крадат идентитети, се злоупотребуваат фотографии од деца и така натаму, но праксата потврдува дека најголемиот дел од сајбер инцидентите кои што се случуваат во однос на поединецот, значи на граѓаните, се всушност преку имейл адреси. Затоа што имейл адресите се всушност една комуникација која што крие многу податоци. Мојата имейл адреса, да речеме, ако е отворена пред не знам колку години, таа располага со една широка палета на податоци од различен вид. Значи, ако се навратам јас за да анализирам каков се вид податок е споделен од препраќање договори до информации за средби, за конференции и така натаму, значи тука имате буквално целиот живот вие во тој дел. И тука се граѓаните и ранливи и во своето работење. Значи се покажува дека и така наречените индустријски закани на кои што се изложени компаниите, односно бизнес секторот, во делот на сајбер безбедноста, најголемите закани се преку, односно најголемите инциденти кои што се случуваат се преку имейл пораките. Например, брзоплетоста под притисок дека ако сега не вратам на нека официјална комуникација, без при тоа да обрнам внимание каква е екстензијата на мејлот, каква е содржината, многу полесно луѓето се впуштаат во комуникација и затоа она што ме радува делот е тоа што компаниите, поаѓајќи од таа свесност, всушност симулираат ситуации на испраќање таков вид на пораки до своите вработени, за преку примери, меѓутоа контролирани примери, всушност да стекнат поголем впечаток за тоа што се случува и знаете кога сте дел од нешто, веќе вашата свесност, вашиот аларм и таа црвена сијаличка во главата многу побрзо се вклучува. И во тој дел уште сакам ова да споменам дека затоа е многу битна транспарентноста во работењето. Кога велам транспарентност, мислам дека не само државните институции, туку и компаниите треба да бидат задолжени, иако тоа е дел од некакви обврски, во случај кога ќе бидат предмет на било каков напад, тоа да го обзнанат во смисла, значи секако контролирани информации и тоа што може да се сподели, меѓутоа да не се плашат ниту да се срамат, затоа што на тој начин се учи. Не сме ние изолирани, мислам, какви случаи има секојдневно, така што апсолутно тоа е начинот на кој што се учи и се тренира нашиот алгоритам. Да, го споменавте фишингот, еве да објасниме што е фишингот и зошто се уште се, да речам, е успешен метод за измами, како да го наречеме, дали можеби, или меѓу другото и колку се опасни и ransomware и нападите за институции и компании, и тоа претходно го споменавте. Да го малку по-пластично објасниме. Јас искрено вака кога работиме и кога држам, бидејќи сум обучувач во делот пред се на управувањето со сајбер безбедноста, бидејќи тоа е мојот бекграунд, имам јас IT бекграунд, технички бекграунд, меѓутоа имам одредени сознанија.
Она што секогаш сметам дека е битно е дека не е потребно граѓаните да знаат во суштина како се одвиваат тие работи или на некој начин што еве значи фишинг нападот. Мислам дека тоа е преоптоварувачки за граѓаните, мораме да бидеме малце попрактични од тоа што го сервираме. Значи, битно е да се спомене дека кога се работи, да речеме за имейл комуникација, треба пред се да се внимава ако се работи за официјална комуникација, особено да се провери дали тогаш кога имаме сомнителни, значи споделување од типот, например, во наредните 10 минути очекуваме да ни вратите, да го споделите овој документ, значи, а особено ако компанијата или институцијата има друг официјален канал на комуникација, секогаш треба да се запрашаме дали всушност има друг начин на кој што реално во пракса, вообичаено се споделуваат таквиот вид податоци или документи. Потоа, секогаш кога како граѓани од нас било каде се бара да споделуваме одредени податоци, тогаш треба да се запрашаме дали навистина тие податоци се релевантни за случајот и дали не се можеби премногу. Јас секогаш го споменувам случајот со имаше и тоа не знам, мислам дека сега веќе го нема. Меѓутоа, за влез, например, во вежбална, да ви бараат отисок од прст, а тоа не е граничен премин. Значи, да се запрашате дали е тоа можеби премногу. Наградните игри. Наградни игри. Наградните игри е прашањето така. Наградните игри е нешто. А се бараат податоци лични, нешто повеќе се даде. Сега тука, знаете, секогаш се игра сите тие недозволени действија со податоците се базирани на емоционалната интелигенција, значи тоа е делот на кој што многу треба да се работи и на состојбата во која што се наоѓаат луѓето, да не зборуваме за таргетирање и така натаму, тоа е веќе една друга тематика. Меѓутоа секогаш се игра на емоционалниот момент, како што имаше на пример случај вашиот син или не знам кој близок роднина доживеа собраќајна несреќа, префрлете пари, значи тоа се ситуации кои што нормално согласно со човечката природа, човек би било природно да изреагира во прв момент рефлексно, односно веднаш да се впушти во тоа што се бара од него. Меѓутоа сепак цело време мора да имаме во глава дека наредните 5 минути нема ништо да промена. Значи секогаш малку мора да се вратиме чекор назад и да видиме што е, колку е тоа реално и да побараме некој си друг начин доколку е возможен. Но што доколку се случи и што да се направи ако станеме жртва на некој таков сајбер напад? За жал, ние најчесто не дознаваме дека сме жртва на некаков напад. Може да се случи да никогаш да не дознаеме дека сме жртва на некаков напад, бидејќи тие работи постојано, значи и во еден компјутер, во еден систем, во позадина постојано се одвиваат разни обработки на податоци, значи системот работи. Дури кога некои системи кога не се вклучени, значи и не секогаш за жал можеме да бидеме свесни. Но доколку имаме сознание, значи затоа ја споменав претходно транспарентност, а колку е битна на пример и за нас граѓаните да знаеме кога сме одредена државна институција, министерство или било кој бил предмет на напад, бидејќи јас сум субјект, јас ги поседувам моите лични податоци, јас имам право да одлучам дали понатаму ќе преземам и јас како индивидуа одредена активност. Бидејќи јас можам да сакам да ја лоцирам одговорноста, да видам дали компанијата, например, преку која што се случил, односно во однос на која што се случил нападот, а која што ги чува моите податоци, ги има моите податоци, дали го обезбедува соодветното ниво на заштита. Јас можам да барам обештетување. Ако, например, се случи повреда на лични податоци, тогаш тука е Агенцијата за заштита на лични податоци како институција која што и во поглед на социјалните мрежи има официјална комуникација, да речеме, со Facebook, со LinkedIn, со Instagram и така натаму, и многу побрзо може да ги процесира работите и да имаме некаква разврска. Морам да кажам искрено дека честопати случаите остануваат неразрешени или се случила кражбата, немате никаква одговорност, податоците отишле кој знае каде. Меѓутоа, исто така, ако да речеме имате лажни профили на социјални мрежи, например на Facebook, ако има лажен профил, на TikTok или Instagram или што и да е,
Постои оддел во Министерството за внатрешни работи за компјутерски криминал, каде што можете да се обратите. Исто така, ако имате сознание дека има кражба на вашите податоци, можете да се обратите во Министерството, во одделот за компјутерски криминал. Така што тоа се начините на кои што ние може да делуваме, но јас тука исто така секогаш велам дека многу е битно да вршиме притисок. Како вид на притисок? Наша одговорност. Значи, ако јас знам дека моите податоци се злоупотребени а при тоа се случило преку државна институција или преку компанија, јас треба да извршам на некој начин притисок, па макар и тоа да значи само да се дознае дека такви работи се случуваат, затоа што јавниот притисок и тоа како може да изврши одредено влијание. Да. Како да речеме, ако има и еден да е најмал совет за граѓаните во однос на сајбер безбедноста, кој би бил првично што би им препорачале? Сега рековте, можеби нема ни да бидат свесни дека некогаш се жртви на сајбер напад, меѓутоа или дека можеби се хакирани нивните податоци. Меѓутоа, ако има еден практичен совет што првично им го советувате, кој би бил тој? Мојот прв совет, секогаш бидејќи мојата примарна дејност е заштита на лични податоци од времето кога донесам првиот закон во Македонија 2005 година, е дека секој податок говори многу за нив и со секој податок треба внимателно да постапува. Значи, таму каде што не морате, не споделувајте податоци, гледајте таму каде што самите одлучувате дали ќе споделите или не, пример, секако се социјалните медиуми, значи, колку споделувате на нив е ваша одлука. Така што, исто така, делот за приватноста, поставки за приватност, таму имаше многу големи промени кај социјалните медиуми, токму поради притисокот кој што беше вршен на глобално ниво, така наречените Guardians of Privacy, чувари на приватноста, и токму заради тоа, ако го следите развојот, например, на Facebook, на почетокот Facebook беше, ако отворите профил, по дефиниција, веднаш вашиот профил е целосно отворен, значи има допир до се ваше. Сега е поинаку, значи вие морате, тоа се вика приватност по дизајн, значи мора да е дизајниран продуктот така што најпрво најмалку вие сами ќе одлучите дали ќе споделите повеќе. Не може автоматски самата мрежа да одлучи дека вие ќе споделите се, па потоа да затварате. Не, си вие затворено, па вие одлучувате да отворите. Јас ке се надоврзам повторно на претходниот муабет, се согласувам во известна смисла дека податоците дека нема тајни податоци, односно дека ние не можеме да зборуваме за приватност. И тоа е во известна мера така, но нашата битка секогаш мора да биде да обезбедиме што е можно повеќе, бидејќи што е можно повеќе приватност и заштита. Повторно ќе го споменам Facebook, затоа што имавме конкретен случај. За разлика од пред неколку години, сега Facebook и тоа како е под притисок, односно плаќа милионски суми на име на тужби, токму за приватност и за заштита на лични податоци. Значи, тие се работите што ние можеме да ги правиме и секогаш да едноставно колку сами можеме да се заштитиме, тоа да биде првата брана и најголемата верба да се има токму во самиот себе си. Менувањето на лозинката или иста лозинка ако се користи за повеќе? Тоа, значи, апсолутно дека исти лозинки не треба да се користат. Знам колку е тешко да се запомнат сега со сите овие мрежи, сите лозинки, меѓутоа затоа постојат алатки кои што ќе ви обезбедат всушност на некој начин да ги регулирате, значи да ги запомни лозинките, да не се трудите вие да ги запомнувате, бидејќи ако ги запишувате негде, тоа исто така е изложено на опасност. Сложените лозинки секако тоа веќе станува дел од работењето, значи токму по тој притисок на законска регулатива, на општествени групации кои што делуваат, на судски случаи и така натаму, сложеноста на лозинките е нешто што е морално и дури сега во компаниите како резултат на европската регулатива се воведува така наречената мултифакторска автентикација, значи не да се користи ова особено во делот на работењето на компаниите и институциите, не да се користи само лозинка како влез, како една брана, бидејќи сајбер безбедноста е токму тоа, повеќе слоеви.
Затоа што првиот слој може лесно да се пробие, ако се пробие првиот слој, вториот, третиот и така натаму, за да се оневозможи, а при тоа се обезбедува повеќе време да се детектира дека во системот нешто се случува и да се реагира. И значи во тој контекст компаниите можат да го направат тоа преку мултифакторска автентикација, значи повеќе не само лозинга, туку добивање повратна порака на телефон или некои други мерки. А граѓаните исто така тоа може да го направат со сложените пасворди, кои што е комплицирано и меѓутоа нема друго чаре. Ако сакаме да ги користиме придобивките на модерното време и технологијата, тоа е начинот. Не само кај нас, значи по светот. Сега имав прилика да бидам во Соединетите Американски држави на еден студиски престој. Проблемите се секаде горе долу исти. И ако ги гледате проблемите во регионот, ние сите имаме исти проблеми, меѓутоа начините на кои што одбираме да се справуваме со нив и колку брзо реагираме на промените на модерното време, толку подобро ќе се снаоѓаме во од. Така, рековте за студискиот престој во Америка, интересно е дали може да се направи некоја паралела каде сме ние, каде се наоѓаме, некои можеби позитивни искуства што ги имаат таму па да може да ги примениме и тука. Да, ова беше интересна прилика бидејќи е регионален фелошип, односно регионална програма за соработка, прва од таков вид за Западен Балкан и Молдавија, финансирана од Стејт департментот, и имавме можност и прилика да бидеме, значи да видиме како функционираат институциите, истовремено и како работат и компаниите, и тоа искуство сме обврзани да го пренесеме овде. Токму мојот проект беше и за управување на податоци, меѓу другото. Искуството, она што ви реков, што вие мене ми го поставивте како прашање, ако може тоа да биде еден совет, ние им го поставувавме цело време. Например, бевме во Мајтер, кој што представникот на Мајтер во тоа време беше тој е советник за Македонија, Косово и Албанија, именуван од американската влада, беше токму тука во тоа време. Тоа е еден истражувачки центар кој што работи за сите државни институции во Америка. И можете да замислите како вид истражувања се спроведуваат тама, поврзани со IT и сайбер безбедност. И токму истото прашање им го поставивме. Ако можете да ни дадете совет нас како луѓе кои што доаѓаат и работат во оваа сфера, меѓутоа во друг дел на светот. Исто, и значи, одговорите се секогаш исти, дека во суштина тој криминален ум, ќе го наречам, тој кој што се занимава на лош начин со податоците, секогаш е побрз од оние кои што работат, значи good guys, bad guys. Меѓутоа, она што мора да се направи е да обезбедите два сегменти. Едниот сегмент е технологијата, значи техничко-технолошка заштита и системи во повеќе слоевите што чинат пари. Тоа се скапи системи, меѓутоа без нив не можете да функционирате. Едноставно, ако сте државна институција, тоа се стандарди. Меѓутоа, вториот сегмент се луѓето. Значи, мора да имате обучен кадар и размена на податоци меѓу институциите, и тоа е нешто што мора да се направи. Интересно е дека јас сум едноставно благодарна од престојот таму, бидејќи покрај сите научени работи, јас разбрав дека во суштина ние имаме тука можеби многу повеќе законски решенија и регулатива, бидејќи ние сме дел од Европа и тежнееме кон Европска унија. Европска унија важи за круната на заштитата на податоците и приватноста. Концептот на приватност, например, во Америка, во Соединетите Американски држави, е поинаку перцепиран отколку во Европа. И затоа дури таму имате, например, сојузни држави кои што воопшто немаат акти за заштита на податоци и приватност. Значи, тоа ние имаме делови за кои што и јас се шегува, ова ние го имаме, вие го немате. Меѓутоа, во праксата, значи, тоа се системи за кои што не може да се штети. Значи, мора да вложите. Не е битно дали сте држава која што е 2 милиони жители, посиромашна, меѓутоа мора тоа да го правите. И јас сум среќна еве за случајот со Македонија, морам да кажам дека јас забележувам разлика последниве 2-3 години во односот кон сајбер безбедноста, не само од аспект на регулатива, и тоа е например, не знам колку знаете дека владата усвои стандарди, односно ги прифати
минимум стандардите за сајбер безбедност на ниво на сите државни институции. Тоа значи дека сите државни институции, бидејќи претходно јас работев на тој проект, значи сите државни институции имаа различно ниво на стандарди. И сега имате институција која што е на најниско ниво со заштитата и стандардите, имате институција што е многу горе, каде е проблемот? Проблемот е што овие институции мора да соработуваат и да споделуваат податоци. Сега оваа институција не може да обезбеди заштитата што обезбедува оваа институција. Затоа тоа беше позитивен чекор што се направи и владата го прифати, сега да имаме така наречени минимум стандарди за сајбер безбедност во државните институции. И секако делот за критичка инфраструктура, тоа е нешто на кое што мора многу повеќе да се работи. И да се создаде можеби своевидна база за сите институции, полесно и да ги добиваат и да ги даваат информациите, но сепак заштитени е. Апсолутно, има некој критериум што мора да се исклучи. Да, има одредени примери, иако морам да кажам дека тие така наречени државни центри, државни центри за податоци не се толку, ги нема во многу земји во светот, токму заради тоа што мора да се обезбеди принципот на заштита и кога имате, да речеме, повеќе луѓе кои што треба да пристапат кон чашава, имаме различни, значи мора многу строго да биде регулирано кој се ќе има пристап, како ќе има пристап, како ќе се споделуваат податоците, што ќе се случува. Меѓутоа, дека мора да се воспостави канал на комуникација и размена на податоци за ние како граѓани, прво да не се соочуваме со проблеми од типот одам во една институција и тамо треба да вадам документ кој што во суштина институцијата, значи треба да ми го обезбеди сама да ги има тие податоци затоа што треба да ги има. Но секако тоа мора да биде најстрого регулирано. Така. И да заклучиме, сајбер безбедноста практично не е веќе избор, туку неопходност, што мора и да ја практицираме и да ја имаме за да имаме еден функционален систем. И како институции, и како граѓани кои што ќе ги ползуваат, нели? Па да, тоа е висок степен на одговорност, јас би рекла, бидејќи првенствено сме одговорни кон самите себе, кон останатите луѓе, кон местата на кои што работиме. Значи и тоа е она што оди со правото да добиете информација во дел од секунда, истовремено имате одговорноста што со таа информација, затоа што кога вие веќе еднаш ќе ја добиете информацијата, вие ја поседувате. Така. Ви благодарам многу што издвоивте време и што бевте дел од нашата емисија. Верувам дека имавме многу и практични, едноставни совети кои што ќе им послужат на граѓаните. Ви благодарам, уште еднаш се надевам дека ќе биде тоа исто така основа за понатамошни разговори. Така, сигурно. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете на програмата на телевизија 24, бидејќи за кратко следуваат вестите. Од мене пријатно.